1. мај, Ден на трудот. Празник на милиони работници од целиот свет. Ден што почна да се празнува во далечната 1889 година. И манифестација што постојано расте и се збогатува по својата содржина. Во тој растеж од борба за 8-часовно работно време, таа ќе се претвори во вид на класна борба. Мајските манифестации ги одржуваше и малобројната работничка класа на Македонија. Првите прослави се забележани во Битола во 1898 година и во Скопје и Куманово во 1909 година. Во вечерашнава емисија се навраќаме на мајските одбележувања во Куманово меѓу двете светски војни, низ сеќавањата на директните учесници во прославите на 1. мај. После Прва светска војна, 1920 година, се организира манифестација првомајска, на која беше многу величанствена. Значи, манифестацијата беше организирана пред бивша општинска зграда. Начело на поворката беа Милан Стојанов, Ѓорѓи Стопаров, некој Катланов и од жените беа Илонка Стојанова, Цица Стопаревиќ и Катланова. Кога тргна поворката за да се камуфлира од бивши власти, прво искочива двајца кумановци, борци од Прва светска војна, и тоа беше Веселин со една нога дрвена, Караѓорѓева звезда и еден звани Ѓошо беше, не знам како му е презиме, двојцата с Караѓорѓева звезда, а на чело на поворката заставник беше Спасо Шикерџиев, а помошник му беше Пироќанец, еден, двајца крупни мажи. И кога тргна поворката беше така организирана. Све по 8 уред, 3-4 реда повозрастни луѓе и измеѓу ним имаше омладинци кои беа распоредени да фрлат пароли. Паролите беа напишани кои треба да ги испуштаме, зашто имаше и од страна на тогашни власти провокатори кои сакаат да предизвикат бунт, и ние тие пароли не ги прифаќаме. Прифаќаме пароли само кои беа напишани и така. Значи, од паролите најглавно беа да живее Советски Сојуз, да живее револуција у Маđарска, начело с Бела Кун, да живее работничка класа, доле буржуазија и така натаму. И поворката пред да тргне искочи еден кумановец звани Рончо, на тоа дуќанџиите им рече, вика, ќорави ли сте, вика, дека е празник на трудот, треба да затворите дуќани. И по кратко време почна да тропа тоа ролетните и затворио дуќани. И така поворката тргна од Куманово, све со песни, со музика, до место звано Тумба Проевце. Испод тумбата на една ледина, тука се распоредивме, преку цел ден беше играње, пеење, веселење и така до мрак. Јас се сеќавам за првана прослава на 1. мај во 1920 година во Куманово. Во тоа време имаше еден провизорен дом синдикален, направен од даски. Тука беше заказано собирањето на сите напредни младинци, граѓани и така натаму. Пред това имаше излепено доста
плакати, поделени леци. Во това време партија беше слободна уште, тоа беше пред обзнану. И така испред домот се собра огромна маса на луѓе, претежно млади, но не бева изузнети ни стари. Така таа прослава со еден напред музика оди, онда по него со застава еден и огромна маса на луѓе. Како се тргна од домот, се пројде низ центар на градот кон кисела вода. Како се одеше, така се пребирава све повише и повише луѓе. Додека се дојде на кисела вода, имаше дадени пароли, разни и така натаму. Сега имаше известни провокации од некои луѓе, но сепак тие бева сузбивани, така се давава поумесни пароли. И така таа прослава од 20-та година го покрена целиот град, па даже и околина и селата. Пошто се прибрава, пошто бева јасно повикани и од села луѓе, така додека се стигне на кисела вода, беше огромна маса на свет. 1000, можда или 2000 души. Не можам точно да кажем, ама беше големо сабирање на луѓе. Така таа прослава помина величанствено. Тога и партија покажа своја сила, своја моќ, така да тогавашната власт превзимаше строги мерки и по тоа после дојде јасно и обзнана. После 21 година, кога дојде закон о заштита на држава, Комунистичка партија беше ван закон. И тоа време одржува сме ги пак прославите, ама само у затворен простор, или с ленти, црвени машни, црвени цветови и така натаму. 24 година малку послободно прославиме мај и тоа го прославиме у кафаната звана Абисинија. Истакнеме црвена застава, у тоа меѓувреме проваѓа еден официр с една чета, кој требаше да помине тука и бараше кој е одговорен на ова да ја скимнете застава, зашто војската не треба да гледа црвена застава. Али ние се супроставиме и така, тоа уместо да пројде по Нагорички сокак, завртеја војската на Проешки сокак. 27 година пак прославимо 1 мај, тога беше веќе јоше по-величанствено. Добивме некои плакати од Белград, оштампани на црвена артија. И у тоа меѓувреме пред 1 мај не повикава у полиција мене као секретар на местно синдикално веќе и Страхил Бајловски, председник на синдикално веќе. Началникот не опомена дека треба да се држимо дисциплинирано, може да си прославите 1 мај у затворен круг, без галама. Ако гарантирате вие, ќе ви дозволам, ако не, за тоа ќе ви земем одговорност вас. И му покажаме плакатот, смееме ли да го лепиме, тој ни кажа дека не смееме да го лепиме. Страхил Бајловски рече да го прашаме дали смееме да го растураме. Пошто не рече он дека не треба да го растураме, ќе си го премолчиме тоа. И така, после плакатот, уочи 1 мај, одржавме у работнички дом. Домот беше тога у Липовска куќа на Велешки сокак. И тога колку имаше тие плакати, ги раздадовме на присутните на конференцијата и преку дента ги растуровме по дуќаните. А јутрето ден на 1 мај беше ден кога се собира игранка на вруча вода. Тамо искочивме и измеѓу нас се измешава и селјани
и тие црвени плакати многу помогнаа. Играјќи на оро тамо се лелеева црвени плакати, све до мракта на 1 мај. Во 1924 година со формирање на Урсовите синдикати, 26 година се формира Абрашевиќ. Абрашевиќ и местно синдикално веќе формирава и работнички клуб, спортски клуб работнички, кој исто така беше во состав на Абрашевиќ. Во 1928 година се одиграваше првенствена утакмица на 1 мај, во која работнички победи со 1-0 и незадоволни од КСК и навијачи беа повредени 2 наши играча, тоа е Тино Качак и Ѓоро Сургун. Заради таа повреда, масата која беше присутна туја, веќина беше работничка, значи синдикалисти, и стана едно комешање во кое, да не речеме демонстрација, али до некаде и така изгледаше, с обзиром дека се умешава и политички работи. Заради тоа устана Тоде Крупак, звани Шустер, кој во тоа време се водеше борба во Народна република Кина со падање на Шангај, и он употреби тие политички зборови, маса е штолку револтирана и стана една поворка, која поворка скратено негде до кај старата општина и се разидоа. Друштвото Косто Абрашевиќ со неговото формирање беше организатор за прибирање на младина и организатор за прославите на 1 мај, за организирање на разни излети, кои тие излети беа важни заради тоа што на тие излети се даваше комади, кои комади беа уперени против тогашниот режим. Се сеќавам за прослава во 1928 година. Таа беше прослава, како да ви кажам, анонимна повише. Со кого како се сретнеме, се поздравуваме, си честитаме денот со црвени машни, не скроз црвени, но повише на црвено. И онда имавме напредни другарки од Друштво Абрашевиќ, Скоевки, кои имава црвени пандилки во ташни, и онда иде, кого го познава, го сретне, си честита 1 мај и му закачи пантилка испод реверот, а не јавно. Оти беше јасно, времето тога е такво. Важно е народот, партија го држеше, никако не се заборавуеше тој ден, тие денови, макар да беше тоа анонимно, не можеше многу јавно да се манифестира, но сепак сите бева на крак, сите бева радосни, со кого се сретнеш, му честиташ празник, се поздравуваме и така се собиравме и по куќе, по групи, за да можеме нешто да си пораскажеме за тој ден, да се испее некоја револуционарна песна која во тоа време бева Буди се исток и запад и така натаму, и така натаму. Во 1929, после шестојануарска диктатура,
со забрана на синдикати, со забрана на Абрашевиќ, партија постави да членовите на овие организации идат во останалите друштва каде би могло да се делуе партиски, работнички. 1934 на крај во новембар или почеток 35 се обнавља Абрашевиќ, а синдикатите бева обновени уште 1933. Абрашевиќ започна да интимно работи, да окупља све омладину и иако бева кришом славени празник 1. мај, празник на трудот 1. мај, си имаше своје значение. Заради тоа што ние беме толку слободни да иако не се смело да се носи на ревери отворено и све, али смо ишли и луѓе су давали помош, која помош е била покасно употребена, колку се сеќам ја за другарите на Сако и Венцетија, оние кои бева италијани, а судени во Америка. На тие ленте црвени писуваше "Живео 1. мај, нек денес мируе рад". Преко културно-уметничко друштво Абрашевиќ организиравме излети баш еве на ова место кај се наоѓаме, се вика студена вода, овамо кај кисела вода, вруче вода речено. Идевме на екскурзии со инструменти, исто така во Шупли камен, во село Доброшане, во манастир Забел, Градишки манастир. Така идевме вон од Кумано и на тие излети бевме во контакт со селска младина и селани кои доаѓа на тие приредби и ние имавме многу убави културно забавни и прости програми кои пеевме реvoluционерни песни како што е "Буде се исток и запад", работници, работнички, Билечанка и други песми наш кои ги преко културно-уметничко Абрашевиќ пеевме. За одбележување 1. мај прослави, да ние ќе одевме прво во полиција, да тамо поднесеме писмена програма што мислиме на тој ден да се изведува. Како приредби кои ги организираше културно-уметничко друштво Абрашевиќ, така исто наш и синдикат. Меѓутоа, таа полиција тога ни правеше рестрикција и вика ово не смете да пеете, ова не смете да зборувате и така за таа цел испратише и жандарми кои ако почнеме да цела програма изведуваме, тие почнат да не гонат и да не хапсат. Една од најважни покрај други екскурзии и прослави на 1. мај беше карактеристично да 1935 година, бидејќи јас работев во Скопје и организиравме другарите од Абрашевиќ да дојдат преко Скопска Црна Гора во Матеечки манастир, а ние во тука со шпидски кола и се состанавме во Матеечки манастир, за кој има фактографски доказ, фотографија кај сме сите сликани, и кога дојдоа другари наши од Скопје, другарот Чиро Фетак, другарот Перо Наков Скубе, одржава револуционерни говори и значение за ова наша средба и за значение на самиот ден на 1. мај. Така и тука полиција беше дознала и кога ние да се разидеме, тие ни сите легитимира и после 2 дена околу 40 души исхапсија, држа неколку дена со малтретирање и пак мора да не ослободат. Се сеќавам добро 1935
1934 година на 1. мај, пред 1. мај, Киро Фетак, Перо Чичо, Бочо Секирар, Бесот Шнајдери, ни сашива на сите нас другари и скојевци по една црвена машна и на 1. мај са балето сите во бели кошули со црвени машни излегла сме и договорено зема сме кај се даваше под кирие точкови и низ градот прошета сме. Кога дојде сме кој хотел Куманово, пред хотел Куманово полиција не чекаше. И од хотел Куманово веднага во полицијата, како ги остављав точковите, така ми у полиција и беше добар ќутек изеде сме. После се сеќавам добро да 36 година масовно Абрашевиќ, ќе ја беше тогаш благајник на Абрашевиќ, излекле сме, тој ден беше работен, 1. мај, отиде сме на кисела вода. Масовно Абрашевиќ може да имаше преку 1000 скојевци, чланови партија, граѓанство на Живковата карпа при кисела вода се одржа едно добро веселе, кај имamo и стики, Панче Пеше кој руководеше. Добро беше посетено и добро бесмо прославени, со црвени машни, со карамфили и така натаму. 1938 година се сеќавам добро, кога исто така известни другари, чланови партија, скојевци, отиде сме во градиште кај учителите, кои бесва тамо добри комунисти и пошто се собираше многу народ на тој градишки врв, на 1. мај ми одржали сме тамо састанци и работи сме со селјаните. Први мај за време на бивша Југославија се славеше од страна на Комунистичка партија, масово и тоа не само организирани комунисти, туку учествува и неорганизирани симпатизери, младина, скојевци и членови на партија. Меѓу машките другари учествува во прославата и жени, и тоа младинки и жени. Обично се организираше преку излети, манифестираше се прославата на 1. мај преку излети, се одеше во манастири, после на кисела вода кај нас во Куманово, на вруча вода, во Којнаре, во Режановце. Потоа се памти еден од најголемите излети на 1. мај во Прешево, каде требаше да се организира заедно со Прешевската младина и партија. Така да не само излети се организира како излети, ами имаше потреба да се партија манифестира преку излетите. Така обично се држа или рецитација или некои скечеви кои има за цел да го манифестират това друштвено уредување на бивша Југославија какво е било. Потоа се имаше песми, игри и така натака. Помнам една искурзија која исто така изведовме на 1. мај во Режановски врби и тамо имаше за цел да се исто така каже каков е капитал, каков е работникот, дека е починет, нали? И меѓувремено гледаме дека идат војска и полиција, али не организирано да не нас следат, не случајно валјда беше това. И кога ние видовме дека одат према нас, тогај другарите кои има смисол за хумор, веднаш изменија начинот на прикажување на тој скеч и почна веднаш со хумористични работи да се изведува и тие кога придоа погледа и велат па нема ништо нарочито и си продолжија. И така, значи, наша омладина и жени и младинки масово се одзива кога се организира такви искурзии на 1. мај. Прослава на 1. мај во нашиот град обично се пославуваше. Партиска организација пред празници, обично пред 1. мај, во партиска организација се договориме за да се организира тие прославата.
прослава се правише обично преку излети. Така, например, во 1939 година, како се сеќавам, ја доле во паркчето, во долниот парк, се собракме тука чланови на партии од повише, скоерци, овие од синдикат Југо организирани, и тука Панче Пешев зборуваше за 1. мај, каков е празник, зашто се слави дека е тој раднички празник. Од тука поминакме во доле на Вруча вода и тамо се продолжи, значи, со веселби, значи, за 1. мај. Инаку јавно овака на 1. мај обично се носе са први црвени машни носиме, црвени шамичиња, црвени китки се китуваме и шетаме. Инаку овака јавно да истопуваме во градот не се смееле. Полиција тогаш е била приправна. Знаат они за 1. мај дека комунисти и симпатизери припремат тај прослава и презимат поенегични мерки да се пречава. Значи, преко излети смо повеќе прославувале тај 1. мај. Така е на 49 година. После 40 година исто, 41 година за време окупација на исти начин е прославувано, за време бугарска окупација одека на нас. Значи, излети сме правили на Студена вода, излети на Вруча вода, излети во манастир Матејче, значи на 1. мај, и таму, значи, сме далеко од полицијата, не може да не види, и на тие таму се зборува за прослава на 1. мај, песми, веселби има на тие денови. Сега, после ослободување, 45 година, значи, најсвечено е прославен 1. мај. Прва прослава, значи, тука на площад беше, масово се искочива сите работни организации, од колективи, со пароли, со песми, со манифестации тука на площадот, значи, најсвечено беше прославен тогаш 1. мај јавно, значи, како слободен град и како достигнуќе за работниот народ.